Вести на Канал 8. Добар ден. 22 лица е вкупната бројка на заболени од заразна жолтица или хепатит А во Кочани. Епидемиолошката служба од Центарот за јавно здравје по прогласената епидемија будно ја следи состојбата и се преземаат сите превентивни мерки за заштита и превенција од болеста, посебно кај жителите на улицата Стамен Манов, каде што има најголем број заболени, информира доктор Горан Николов, одговорен епидемиолог за Источниот регион. Бројката на заразените од заразна жолтица во Кочани порасна на 22 лица. Заболените се препратени на инфективното оделение во Штипската клиничка болница и се следи нивната здравствена состојба, а некои се на домашно лекување, што значи будно се следи состојбата и се преземаат сите мерки за заштита, вели доктор Горан Николов. Од таа вкупна бројка има 7 деца, има лица над 10-12 години, значи тие се во категоријата на ученици, има работници неколку, меѓутоа претежно, значи најголемата бројка на заболени се во училишните клупи, односно се деца, ученици. Доктор Николов додаде дека засилени се превентивните мерки деновиве, посебно во училиштата каде што се прави дезинфекција, онаму каде што има заразени деца, а во одредени училишта часовите во наставата беа скратени заради почеста дезинфекција на училишните простории. Најголем број од заболените се жители на улицата Стамен Манов во Кочани. Од хигиено-епидемиолошката служба од Кочани се преземени сите превентивни мерки. Значи излезено е на терен за сите заболени за кои што се стигнати пријави претежно од инфективно оделение, меѓутоа има пациенти кои што се третирани амбулантски, значи не се хоспитализирани на инфективното оделение. Значи кај сите тие лица, превентивните мерки се контактите да се сведат на минимум меѓу заболените и тие што се во околина на болните. А од наша страна направено е превентивни дезинфекции во сите училишта од каде што ни се заболените ученици. Излезено е на терен на улицата Стамен Манов, пошто најголем број од заболените ни се на таа улица, значи направени контакти со лицата на лице место во нивните домови. Обично, мислам, таа епидемија е како фамилиарна епидемија, значи во една фамилија има по 3-4 заболени, така да тука им се поделени флаери, поделено им е дезинфекционо средство, дадени им се напатствија за подигање на хигиената, пошто спомнав дека самата болест е болест на нечисти раце. Значи феко-орална инфекција која што исклучиво се пренесува преку контакт со излачевините со кои што ќе дојде потенцијално болни од измет, од фецес. Значи не е болест која што се пренесува преку воздушен пат, преку каплично пренесување, како што е вирусот на грип. За да се спречи ширењето на епидемијата, лекарите алармираат на подобрување на личната и колективната хигиена. Раците треба темелно да се мијат најмалку 20 секунди. Доктор Николов додава дека не е прв пат во Источниот регион да биде прогласена епидемија на заразна жолтица. Во претходните години епидемија на хепатит А беше прогласена во Виница, Пехчево и Берово. По изборот на изведувач на градежните работи, наскоро ќе почне изградбата на канализација на улицата Кирил и Методи во Кочани. За реализација на планираните активности од буџетот на општина Кочани ќе се инвестираат околу 130.000 евра. Локалната самоуправа на Кочани ќе почне со решавање на инфраструктурните потреби на жителите од улицата Кирил и Методи. Работите започнуваат со изградба на фекална и атмосферска канализација за 3 крака од оваа улица. Според службите за јавни набавки во општина Кочани, по завршувањето на лицитацијата на која учествувале 20 понудувачи, постигната е најниска цена од 8.065.000 денари. Поднесувач на понудата е предпријатието Калина Оризари, која првичната цена ја намалило за 21%. Проценетата вредност на овој проект од општинските служби претходно изнесуваше околу 10 милиони денари. Улицата Кирил и Методи е една од 11-те планирани за асфалтирање во наредниот период со средства кои што општина Кочани ги обезбеди од Светската банка. Трите крака се со вкупна должина од околу 340 метри.
Изградбата на канализацијата за отпадни и атмосферски води е соодветно временски испланирана пред поставувањето асфалт. На комплетното уредување на овој потек на улицата, жителите на населбата Варница чекаат повеќе од 2 децении, при што се соочуваат со низа комунални проблеми од нерешената инфраструктура. Повеќе од 18 милиони денари општински средства од локалниот буџет и од министерствата се инвестициите на градоначалникот Ивица Димитров во инфраструктурата и образованието во село Лески за 2 години. Деновиве во ова населено место се поставува канализациона мрежа на 2 улици. После асфалтирање на регионалниот пат од Лески до Виница во должина од 1850 метри и инвестиција од 10 милиони денари, деновиве во ова населено место се поставува канализациона мрежа на 2 улици, пошто ќе следува нивно асфалтирање. Во ова населено место се инвестирани повеќе од 18 милиони денари за само 2 години, но за жителите како горлив проблем останува недостатокот на вода, а и сушата си го прави своето. Општината работи на овој проблем, градоначалникот Димитров најавува долгорочно решавање на истиот. Започнавме со реализација на канализација во село Лески на 2 улици, едната во должина од 360 метри, другата во должина од 86 метри. Оваа инвестиција е во вредност од 940.000 денари, од кои 700.000 денари од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, додека останатите 240.000 денари се од буџетот на општина Виница. Меѓутоа, овде не застануваме со инвестициите во село Лески. Ако за овие 2 години го проширивме и ставивме нов слој на асфалт на патот Виница Лески, ја асфалтиравме улицата Сокак мало, направивме училница за ран детски. Со ова е 4ти поголем проект кој што го реализираме во село Лески и останува најголемиот и најгорлив проблем за жителите на село Лески, а тоа е обезбедување на вода. Ние од страна на општина Виница направивме техничка документација, сите дозволи се извадени, а проектот е пратен до Министерството за труд и социјална политика и очекуваме дека во најскоро време ќе биде одобрен, а потоа ние за да можеме да распишеме тендер, се со цел што е можно побрзо и овој проблем на жителите на село Лески да го решиме. Ако 600.000 денари вредеше инвестицијата за училница за ран детски развој, овде 940.000 денари, 16 милиони пат од Виница Лески и околу 1 милион денари за асфалтирање на улицата во Сокак мало. Значи тоа се некаде повеќе од 18 милиони денари кои што се инвестирани за овие 4 покрупни проекти токму во село Лески. Градежната офанзива со асфалтирање улици во населените места продолжува. Деновиве се очекува асфалтирање на патот во Илата, како и асфалтирање на патот Градец Виница. Вработените од Кочанската библиотека Искра беа дел од дводневната конференција што се одржа во Штип, а на која учествуваа библиотекари од повеќе европски држави. Целта е размена на искуства на тема развивање на библиотекарството во Републикава. Со своје излагање се представи и нашата библиотека. Вработените во библиотеката Искра од Кочани присуствуваа на меѓународна конференција за библиотекарство во Штип. На конференцијата, освен од Македонија, присуствуваа представници од библиотеки од повеќе европски земји. Целта на конференцијата беше да се разменат искуства за развој на библиотекарството кај нас, како и да се развие меѓународна соработка. Теми на конференцијата беа јубилеј 70 години библиотекарско здружение на Македонија, 30 години Кобис во Македонија, придобивки и значење за развојот на библиотеките и библиотечната дејност и професионализација и заштита на библиотекарската професија. Имаше интересни презентации од различни теми на кои веќе некој начин би рекол купивме некои новитети, начин на кој се работи во библиотеките. Беа сите библиотекари присутни, меѓу кои бев и јас присутен таму. Значи 2 дена имавме активности, запознавање, размена искуства, значи не само предавање, значи надвор од работниот дел, значи разменувавме одредени искуства, контакти за соработка со останатите библиотеки во
Македонија. Како дел од активностите се одржаа и предавања за матичната улога на Националната установа библиотека Свети Климент Охридски Скопје, предизвици, проблеми и решенија, а се заокружи со 46-тото годишно собрание на Библиотекарското здружение на Македонија. Со своје излагање настапи наш работен, значи виш библиотекар Магдалена Кочовска-Салтирова. Сите, би рекол, излагање има свој задржа внимание на кој требаше едноставно да се дискутира, но времето беше ограничено, не можеме да дискутираме по секој излагање, значи секој излагање беше добро, сепак не идовме на нешто ново во кој ние во моментот не бевме запознаени, а тоа пред се беше излагањето на гостите од Словенија. Тоа е во врска со услугите што може да ги нуди КОБИ систем. Настанот се одржа во мултимедијалниот центар Киро Глигоров во Штип, а во организација на Библиотекарското здружение на Македонија и Универзитетската библиотека Гоце Делчев од Штип. Марина Гоцевска, поетеса од Кочани, го освои првото место на меѓународна поетска манифестација што се одржа во Скопје. Се представи со своја поетска творба и ги освои гласовите на жири комисијата. Манифестацијата беше со хуманитарен карактер. Во салата Даре Джамбаз во Скопје се одржа меѓународната поетска хуманитарна манифестација под наслов "Со босоногата по патот на светлината". Главен организатор е Ружа Спасовска, која оваа манифестација ја организира втора година поред. Истата е со хуманитарен карактер и лани беше наменета за собирање донации за корисниците на Бања Банско, а оваа година за Дејан Најдовски од Прилеп и Лидија Ристевска од Битола. На манифестацијата учествуваа и поети од повеќе градови од Бугарија и Србија, а имаше и стручно жири што ги избираше творбите. Авторите се представија со своји дела во две категории – поезија и проза. Во делот поезија, третото место го освои Ивана Ризаов од Кочани, второ место Александра Донева од Штип, а првото место за најдобра поетска творба го освои Марина Гоцевска од Кочани со песната "Мирисот на тагата". Во саботата во салата Дара Джамба се одржа поетско-хуманитарната манифестација, која што главен организатор беше Ружа Спасовска. Во неја учествуваа повеќе поети од повеќе држави, од Србија, од Бугарија. Јас го добив првото место, односно најдобрата поетска творба на млад автор. Учествував со поетската творба "Мирисот на тагата" и го освоив првото место. Искрено сум задоволна, затоа што ова ми е втор пат како учествувам на оваа поетска манифестација и се надевам дека ќе учествувам и во наредните кои што ги организира Ружа и останатите поети. Истата хуманитарна манифестација исто така ќе се одржи и во Штип и во нашиот град Кочани. Оваа хуманитарна акција беше организирана и во Прилеп и во Битола, а завршната вечер беше во саботата. Учествуваа голем број уметници и поети кои даруваа своји дела и истите ќе бидат продадени. Средствата ќе бидат донирани за Дејан и Лидија. Хуманитарен музички хепенинг организираат група млади од Кочани за собирање средства за помош на Методи Митев, кој почна да собира средства за втор третман соматични клетки во Кина. Методи Митев од Кочани, кој боледува од хередитарна параплегија или од земеност на нозете, започна со собирање на средства кои му се потребни за втор третман на матични клетки во Кина. После првиот третман во Кина тој има видно подобрување во однос на подвижноста на рацете и отсуството на напади, но потребен е втор третман за подобрување на подвижноста на нозете. За таа цел, група млади лица од Кочани организираат хуманитарна активност со цел да му помогнат да собере дел од потребните средства за лекување. Ние, група млади од Кочани, се договоривме во цел на Методи Митев да му помогнеме да собере дел од потребната сума на пари за второто лекување, за вториот третман на матички клетки во Кина. Ве покануваме сите во четврток да дојдете на мал музички забавен концерт кој што ќе се одржува во Трговски пред бутикот Актив. Ве покануваме да ја покажете својата хуманост и да донираме заедно за Методи Митев. Митев ги информира сите граѓани дека стартува со собирање средства и ги замолува да донираат. Сакам и ја да дадам јавно еден апел
дека веќе ќе почнем со организирање на хуманитарни концерти, забави, штандови и други хуманитарни акции за да можем да ги соберам потребните парични средства за вториот третман на матични клетки во Кина, кој што ми кошта 23.000 евра. Така да, како што имам веќе најавено во четврток на 24 од 12 часот пред Бутик Актив, еден мал хуманитарен штанд, така да ќе ве замолам сите граѓани на град Кочани, ако можете и ако сте во могуćност, посетете го штандот и донирајте да можем да заминем на вториот третман на матични клетки. Методи Митев веќе еднаш собираше парични средства за лекување во Кина. Лекарите од Кина му ветуваат поголемо подобрување по вториот третман, кој чини 23.000 евра, средства што Митев ги нема. Затоа ги моли хуманите граѓани да помогнат и донираат доколку се во можност. Следува информацијата од спортот. Екипите од генерациите 2006 и 2009 на Фудбал Старс продолжуваат со успешниот настап во првенствата на јуниорската и детската лига. Во моментот тие се на првите позиции на табелите, а в среда по возрастните ќе го играат четвртфиналниот надпревар од Младинскиот куп на Македонија. Без никакви проблеми и пречки, фудбалската школа Фудбал Старс го реализира настапот во Младинската и детската лига, каде во серија победи во изминатите кола цврсто го држи првото место на табелата. Во рамки на петтото коло во првенството на регионалната југоисточна лига за јуниори, момчињата од генерацијата 2006 гостуваа во Виница против Слога и победија со 5:2. Придонес за успехот дадоа сите играчи, а најмногу стрелците на головите Ненад Малинов, Марио Симовски и Николче Ефремов, кој постигна 3 погодока. Со максимален број бодови 12, во моментот нашата екипа се наоѓа на првото место пред Академија Пандев, која има 2 бода помалку. Екипата од генерацијата 2007 пак се сретна со тимот на Младост Тошев од Оризари и победи со 3:1, при што Лука Цветков постигна 1, а Давид Арсов 2 гола. Екипите на Фудбал Старс имаат успешен настап и во детската лига. При тоа генерацијата 2009 го победи тимот на Кочани со 11:2. Во истата конкуренција во рамки на шестото коло, екипата од генерацијата 2011 славеше победа против Младост Тошев од 3:2. В среда, со почеток од 10 часот, јуниорската екипа на фудбалери родени 2006 година го играат четвртфиналниот надпревар во рамки на Младинскиот куп на Македонија. Нашите фудбалери гостуваат во Скопје, каде противник во освојувањето на Младинскиот куп им е тимот на Шкендија. Се работи за прва четвртфинална средба, пошто ќе следува и реванш на домашен терен. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.